Синџирна исхрана е патека која ни помага да разбереме кој кого јаде во едно живеалиште, за да ги добие потребните материи и енергијата кои му се потребни за да живее. Во суштина, сонцето е почетниот извор на енергија за речиси сите живи суштества. Синџирите на исхрана почнуваат со организам кој може директно да ја користи сончевата енергија, за да ја произведе сопствената храна. Стрелките во синџирот на исхрана го следат текот на енергијата, затоа секогаш почнуваат со оно што е храна, а покажуваат кон оној кој ја јаде таа храна. Например, тревата користи енергија од сонцето, зебрата ја јаде тревата, а лавот ја јаде зебрата. Ова може да се замисли како патување на храната до устата на следниот организам. Синџирот секогаш завршува со последниот потрошувач, кој не е плен на ниту еден друг организам, но ќе биде конзумиран од разградувачите после смртта. Вообичаено, синџирите на исхрана вклучуваат околу 4 потрошувачи. Многу ретко се подолги од тоа, бидејќи енергијата се губи со секој потрошувач, па енергијата која останува за наредниот организам се намалува. Таа се губи на повеќе начини. Може да се изгуби во форма на топлина за време на дишењето, или може да се изгуби во форма на отпаден материјал, како измет. Кога се земаат сите синџири на исхрана во едно живеалиште и се поврзуваат сите заедно за да се добие мрежа на исхрана, се добива дијаграм на земните врски на многу организми, во кои видовите се зависни меѓу себе. Се забележува дека некои организми може да бидат изедени од повеќе предатори, а други само од еден предатор. Ова значи дека кога мрежата на исхрана е променета, ефектот е различен врз различните видови. Ако еден вид изумре, тоа може да влијае на целиот систем со непредвидливи резултати. Да ја земеме мрежата на исхрана во шумата како пример. Оваа мрежа е комбинација од 11 различни видови на исхрана, па може да видиме како видовите се зависни едни од други. Што се случува ако извадиме еден вид од синџирот на исхрана, например кога би изумрел? За да дознаеме, треба да ја видиме целата мрежа на исхрана. Ако ги извадиме скакулците, тогаш пајаците ќе треба да јадат повеќе бубачки и нивната популација ќе се намали, дури можеби и ќе изумрат. Ова ќе има индиректно влијание на сите видови кои се хранат со бубачките. Од друга страна, некои видови ќе се зголемат. Ако има помалку видови кои ги јадат зелените растенија, тогаш популацијата на растенијата ќе се зголеми и ќе произведуваат повеќе храна, например за полжавите. Значи, промената на една алка во мрежата на исхрана ќе има големи последици на целиот систем.